Поштовани гледачи, ова се минути за бизнис, но јас ќе се обидам да дадам една друга димензија на одредени дејности кои се брзо растечки, кои формираат нова свест еколошка, кои имаат во принцип мотивирачко дејство и за културен живот и така натаму. Сега ќе ви кажам само еден пример за да навлезам во темата. Отпушок на цигари 10 до 12 години може да трае неговото амортизирање со отровните материи. Гумен ѓон за чевли до 80 години, алуминијска конзерва 500 години, пластична шишиња 450 години, пелени за еднократна употреба 550 години. Ете, тоа се предизвиците на новата индустриализација и современ живот, но сега следи еден период во кој почнаме да формираме некаква еколошка свест, почна да се развиваат секундарни дејности кои собираат отпад и го рециклираат. Ми се чини дека најдобар соговорник на оваа тема е професор Филип Ивановски, кој освен што го менеджира Пакомак, има и јасни сознанија кај сме ние во сферата на собирањето и рециклирањето на отпадните материи. Професоре, колку ние имаме, например, отпад и каков се отпад се селектира и се стокира или преработува? Добро утро. Добро утро. Македонија генерира околу 700.000 тони годишно отпад од пред се од домаќинствата. Нема баш точна евиденција реално во земјава колку е тука плюс шут, колку е отпад што никада не е регистриран. Се уште за жал во Македонија не се собира 100% од комуналниот отпад што се создава од граѓаните, тука некаде околу 85%, се уште околу 15% во оние селски населби каде што нема комунални предпријатија, граѓаните сами се сноѓаат со тоа и прават такви мини депонии. Како и секаде во светот, структурата на отпадот е горе-доле слична. Имате тоа што порано го немало, имаме многу електронски отпад, што е една од причините, начинот на живење, начинот на кој ги прават електронските. Сега забележувам дека покрај вашите Пакомак и овие други компании кои собираат, дека сега има посебни, да речем, места за собирање на електронскиот отпад. Од батерии до сите други. Да, батерии се најситниот дел, но имате, да речем, тука фрижидери кои имаат фреон во себе, имате шпорите кои се да речем, безопасен отпад од тој електронски отпад, бидејќи нема некои штетни материи. Во нив, но имате компјутери, имате дигитрони, мобилни телефони и таа количина на електронски отпад ќе расте во иднина, нема да се намалува. Имате нови типови на електронски отпад што порано ги немале од типот на дронови кои се застаруваат, имате не знам, војната индустрија има електронски отпад што исто порано го немало, треба да се реши, така електронскиот е и посебна приказна. Во Македонија од тие 700.000 околу 120.000 се отпад од пакувања, што теоретски би можело цел да се рециклира, теоретски велам. Во најдобар дел може да се рециклира, дел веројатно треба енергетски да се искористи, но се уште сме ние има голем простор за работа. Ако прашате дали сме задоволни ние како Пакомак со сработеното во однос на тоа кај сакаме да бидеме, ќе ви кажам дека се уште не сме. Ако ме прашате дали сме задоволни во однос кај бевме пред 10 години, може да кажам дека сме задоволни, бидејќи како што рековте се гради таа еколошка свест. Не само ради отпадот од пакување, тука загадувањето од воздухот, загадувањето на водите, така да постои веќе едно јавно мислење кое врши притисок врз институциите на сите полења. Колку и на каков начин се развива свеста за селектирање на отпадот? Дали заврши таа со пластика и со, да речем, условно хартија, нели, или сите овие други главно пластични кеси, или, како што вие велите, почнува да се формира и свест за електронски отпади, за метал и така натаму. И дали при тоа вие како организации кои откупувате, кои го собирате тоа и го дистрибуирате за преработка, сте доволно мобилни да може тоа да се сервисира? Свеста расте.
И правевме ние неколку истражувања, изминатите години на секој две обично правиме за до каде е свесноста на граѓаните, веќе може да кажам дека 90% изразуваат желба, што не беше порано случај, 90% изразуваат желба дека би го селектирал отпадот. Главна причина зошто тоа не го прават најчесто кажуваат дека е немање контейнери во близина, што е точно дел од тоа. Ќе се навратам на тоа подоцна. Но освен пластик и хартија, кои се онака врежани некако кај нас, и стаклото морам да кажам, кои се некако природно ни доаѓа да не ги фрлиме во обичниот контейнер, постои за батерии веќе изразена свест, мислам дека, а за електронскиот и електричниот е малку поспецифично, бидејќи во сите разговори што ги правиме, треба да го споменеме неформалниот сектор, кој каде и да го ставите на јавен простор, овие, значи, собирачите кои одат по контейнерите, каде да ги оставите, нив им е интересен тој електронски отпад и се случува да го земат они, па да го вадат тие бакар, алуминиум. Вистина, собирачите компензираат дел од она што вие Апсолутно. не успевате да го сервисирате. Да ви кажам искрено, тоа е макотепна работа. Ја ги гледам, поминував покрај мојата улица, во 4 саат са бајле во надпревар кој повеќе ќе собере шишиња, пластични и така натаму. И тоа што сум забележал, веќе тропаат на врати во населбата и не предупредуваат, односно не молат пластичните шишиња да ги закачуваме на оградите за да може да ги собират. Но, ние новинарите сме во принцип луѓе кои се обидуваме се да знаеме, ништо не знаеме, и јас во принцип исто така се подготвувам. Значи, преработката на отпад или добивањето на второ суровини има некакви компоненти кои може некој да се рециклира, некој исто така се уште сме во фаза на собирање. Дали гледате индустрија која ве следи во однос на собирањето на отпадот? За жал не. Значи, за жал не. Имаше некоја анализа од Државен завод за ревизија дека само 1% од тоа што се собира како отпад од пакување завршува на рециклирање во Македонија. И горе-доле тоа е точно, можеби не 1, можеби се 3%, но во главном сето тоа што го собираме ние, а пак комак да речеме преку нашиот систем собираме некаде околу 26.000 тона отпад оваа година, може да кажам дека целата хартија се извезува, значи не се рециклира ништо во Македонија, нешто од Кочани малку беше тоа, дури тие увезува од Бугарија, не ја користе домашната. Цела пластика, ретко еден мал дел само за кеси се останува тука, сите лименки, цело стакло оди надвор. Немаме ли технологија која, например, и во рециклирањето нема да ја загадува околината, како што беше, например, сомневањето за Кочанската фабрика? Кај Кочанската фабрика тоа веројатно застарена технологија која веќе од времења кога не се внимавало толку на екологијата, тоа што не се реструктурирала е друго прашање на други горива, но она што е зошто немаме е всушност класична економија на обем. Премал пазар е Македонија во моментов, дури за отпад, да генерира доволно количество самата за да може да работи, да речеме, рентабилна една фабрика за хартија, која Кочанската беше, мислам дека некаде меѓу 16 до 20 тона хартија годишно. Но тогаш немате добра цена, бидејќи сте мал капацитет. Реално треба да имате над 50-60 тона хартија, фабрика со капацитет. Исто е за стаклото. Значи, нашата стаклара, сите прашува зашто не се рестартира, стакларата во Скопје беше димензионирана за еден поголем пазар, од каде што ќе има стакло за рециклирање. Македонија генерира 17.000 и готови производи имаше. Готови производи, ама исто за голем пазар. И за голем пазар, така. А за пазар од 1,5 милион или 2 милиона жители кои создаваат 17.000 еве за илустрација, Македонија по нас според пак комак некако до 17.000 тони годишно создава стакло, а граница на рентабилност на фабрика за стакло е 100.000 тона. Значи, не можете да имате стаклара, бидејќи едноставно треба да увезувате стакло од други држави и тоа е веќе глобализиран бизнес. Значи дека ние двојно сме база за суровинска база. Еднаш кога ги користиме, друг пат кога не знаеме да ги преработиме. Иако рециклирањето е... Кај пластиката веројатно постои можност, кај пластиката пошто тука со 5-6 тона годишно можете да играте, веќе кај другите материјали од типот на ливенки,
хартија и стакло е класична економија на обем. Треба да имате голем капацитет. Дали само суштината на тоа што немаме големи капацитети или не произведуваме големи капацитети, практично стануваме суровинска база за отпад? Па на некој начин стануваме, колку сме база се исто како мал пазар, но хартијата завршува во Грција, Србија, до Унгарија дури се носи, пластиката трпи нешто подалеку да транспортирате. Турција е голем увозник сега од кога се затвори Кина на... Ама тоа пресувана, сепак тука... Пресувана, пошто транспортот е... Полуиндустријски обработена, да речем. Да се разбереме, да. Ние го носиме до некоја полусуровина. Го селектираме шишето, го сецкаме по боја, го балираме, или ако е шише го балираме, ако е сецкано во вреќи, до полусуровина. Не се добива, ретко се добива гранулат, или па од гранулата да се создаде нешто ново. Филип Ивановски, првиот човек, фронтменот на Пакомак и професор, разговараме за индустријата на преработка на отпадот, која во Македонија чат-пат може да ја забележите. Во основа, дали е проблемот во собирањето? Значи, јас гледам тука собирање на отпад, улично колектирање, откупни центри. Што нам ни недостига? Треба да се реши целиот тој ланец од собирање до крај. Според нас, кога ќе има доволно собирање, веројатно ќе се јави интерес и за рециклирање. Се појавија минатите години неколку фабрики за рециклирање на пластика, но немаат доволно материјал, па треба да увезуваат. Така да собирањето е прва талка што треба да почне. Кога ќе има понуда, некој ќе се осмели да влезе и во рециклирање, и кога држава, ние треба да го стимулираме. Ние сме еден сегмент, Пакомак, во тоа, комуналните, рециклаторите се последниот сегмент, и по мене треба да ги стимулира државата. И таквите зелени инвестиции, би рекол, пошто постојат технологии кои се чисти и кои може да додадат вредност и да не извезуваме суровината. Кој би селектирал? Компаниите кои би преработувале или Дрисла како еден мокен отпаден центар? Првично, најдобро е ние како граѓани да почнеме да селектираме, со тоа што треба да има предуслов да имаме контейнерна улица. Да се навратам зошто нема доволно контейнерна улица. Во старт треба ние како граѓани, па индустријата да свати дека управувањето со отпад не е бесплатно. Значи треба да се финансира. За жал ние во Македонија само да кажеме веројатно 60% од отпадот што се пушта, за отпакување говорам, е финансирано од тие што го прават отпад. Останалите 40% никаде не плаќаат, а и тие што финансираат, за илустрација, во регионот се собира по жител околу 6 евра годишно по жител, значи Бугарија собира 36 милиони евра само за управување со отпад од пакување. 6 евра по глава на жител. Во Македонија ние сме уште околу евро веројатно. И сега во Германија е 10 до 12 евра по глава на жител. Во Швајцарија можеби и поскап. Така да, кога збориме дека сакаме да не биде чиста, значи почнувајќи од граѓани па и индустрија, треба да се навратиме назад. Зашто е чисто во Германија и во Швајцарија? Затоа што таму граѓаните, на крајот граѓаните плаќаат. Да, фирмите плаќаат, ама преку цената на производот го плаќаме ние како граѓани. Значи таму се финансираат такви системи и тоа не е бесплатно. Не може да имате чисто како во Германија и Швајцарија со 1 евро по жител за отпад пакување. Или со комунална сметка, погледнете ги вашите сметки за вода, пошто тука изразена ѓубратерината, со 300-400 денари месечно, не може да имате ефикасен систем со сите оние нишани, селекција, рециклирање, енергетско искористување и така натаму. Значи цената барем 30% треба да ја поскапа. Вака кога ќе им кажеме ќе се извади народот од памета, сега треба да им плаќаме на профитерите кои од тоа собираат. Не, логиката е проста, дека вие се грижите за собирање на оден начин и за еколошките стандарди околу тоа, бидејќи за волја на вистина од кога се поставени контейнерините, барем околу ѓубриштата е по-чисто или по-прибрано. На крај со Филип Ивановски, кажете ми дали би биле задоволни ако во наредните 4 до 5 години од сегашните 20% колку рековте дека се собира, дека би можело тоа да се дуплира и дека тоа би можело да даде натеж дека отпадот во Македонија би можел да представува дополнителна дејност која собира и работни места и нова технологија и така натаму.
Значи, ние во нашиот систем напакуваме го 120.000 тони што ги кажав дека е отпад од пакување, кај нас се пребуваат во нашиот систем околу 45.000 тони и ние од тоа 60%, не 25-60% го рециклираме. Но бидејќи има други фирми што ништо не прават, државниот просек е некаде околу 20 до 25% зборам за отпад од пакување. Има потенцијал, ние правевме некои анализи дека во Македонија може најмалку 2000 луѓе да се запослат, вклучително и неформалните собирачи кои ги споменавте, за кои ние со години се залагаме да станат формални. Кажавте дека тропаат на врата, значи тоа може да го прават на многу легален начин преку јавното комунално предпријатие ако направи сектор за нефт. Јас тоа го кажав заради тоа што е подигана свеста за бизнис, не заради тоа што они питачат или озорно. Свеста они сакаат да партиципираме сите и можеби имаат право. И они треба да бидат некоја алка во моментот од тоа собирање. И не треба да се плашат граѓаните, сега повторно се навратам на цената, збориме од 300 на 400 денари, тоа е 1 до 2 кафиња во месецот да се откажеме, на семејство зборам, не на човек, за да имаме ефикасен систем. Граѓаните ќе се лутат ако видат дека со тие 100 денари се примаат нови партиски вработувања, а не се случува ништо на улица. Тогаш со право би се лутале како граѓани, но кога гледаат дека има нови контејнери, нови камиони, нешто се случува, јас сум свесен и сигурен дека граѓаните и дупло би биле спремни да плаќаат уште 200 денари или 300, ако гледаат дека нешто се случува. Професор Филип Ивановски, гостин во утрински брифинг, разговаравме за прибирањето на отпад, за неговото рециклирање и за шансите ова инако во светот прилично разгранета индустрија, во развиените индустријски земји, разгранета технологија и индустрија носи дополнителни приходи воз основа на преработка на хартијата, пластиките, железото и сега најново електрониката. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Фала ви на покана.